Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И се надевам дека и денеска ќе успееме да го задржиме вниманието ваше до крај и ќе ги доставиме оние корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Значи, сите ние веќе години, неколку години наназад, знаеме дека ноември е месец на машкото здравје, кога се одбележува машкото здравје и се со цел да се подигне свесноста за болестите кај мажите. Во споредба со жените, мажите дури и за 50% помалку бараат професионална помош за нивните здравствени проблеми. Инаку, овој месец, така речено, е наречен и Мовембар, по оние познати мустајки кои што се препознатливи за одбележување на машкото здравје. Некои од машките здравствени проблеми, само да ги напоменеме, тоа се ракот на простатата, ракот на тестисите, исто така подигнување на свесноста за физичката активност, па дури и депресијата, која што е исто така доста застапена. За таа цел денеска со мене во студиото е асистент доктор Слободан Гурмешевски, кој што е специјалист уролог хирург. Ни доаѓа од државната клиника за урологија. Докторе, добре дојдовте. Ви благодарам што уште еднаш одвоивте време да бидете дел од Ваш термин и многу ми е драго. Благодарам на поканата, чест ми е за гостување во вашата емисија и се надевам со нашите обраќања и интервју секако ќе им помогнеме на аудиториумот во однос на нивните здравствени проблеми. Сега веднаш ќе прашам на почеток, дали на вистина некако после неколку години од кога почна да повеќе да се посветува внимание на одбележување на месец ноември или моември, дали чувствувате дека е зголемена свесноста кај мажите за своето здравје? Сигурно по полека, значи се буди свесноста кај машката популација, особено во однос на машкото здравје. Проблемите со простатата, проблемите со тестисите секако, еректилната функција и така натаму, кои што секако во определен период од животот возраста ги засега. Така да пополека очекуваме и истото да се зголемува. За жал, се уште сопругите, односно женската популација, се тие кои што примарно ја имаат таа иницијална капсула. Така да во овој момент и нив ги поздравувам и само да продолжат така. Така. Пред да започнеме со разговорот, би сакала да прашам сега, бидејќи кога последен пат ми гостувавте, тоа беше негде јуни месец, знаеме дека го имаше оној проблем на хируршките клиники. Каква е сега состојбата? Дали има подобрување и дали има повеќе услови за оперативни зафати? Така. Во однос на нашата клиника, Универзитетската клиника за урологија, веќе е започнат циклус на комплетна реконструкција на дел од хоспиталниот стационар, и тоа комплетно реновирање, кое што започна од прилика од пред месец дена и истото е во тек. Континуирано ќе се одвиваат во неколку фази истите нешта, односно ќе се помине и на останатиот дел од хоспиталниот стационар, а потоа и операционите сали, како и поликлиничкиот амбулантски дел кој што се влезени и веќе имаме проект за реконструкција на истите. Така, меѓутоа се уште се само итните случаи на листа за оперативни зафати? Така, во моментот значи работиме со намален интензитет на оперативен програм, се со цел да се овозможи континуирано одвијање на оперативните интервенции без да биде оптоварен капацитетот на клиниката, кој што повторно напоменав, сега е намален за 50%. Добро. Кога се очекува да функционира буквално како што треба за сите оперативни зафати, не само за ониот карцином? Како што и напоменав, проектите се изготвени, тече веќе реконструкцијата. Колку време би требало? Иницијалниот период е 3 месеци, кој што секако поради минорни проблеми може да биде пролонгиран, но сепак најважно е да се заврши со таа реконструкција, да се овозможи квалитетно здравство за нашите пациенти и секако одлични услови за нивниот престој во болницата. Да, добро, за сите оние кои што ги интересира, негде би требало напролет веќе да, и сигурно и порано очекуваме да добиеме. Ќе бидете известени секако од кога ќе биде и сето тоа промовирано. Добро. Ајде сега вака да започнеме. Ми се чини дека најчестиот проблем кај мажите е проблемот со простатата. Малку повеќе ќе се задржиме на тоа, меѓутоа на почеток да ни кажете како стојат статистиките. Дали имате?
Во Македонија официјална статистика немаме, значи Так. во однос на овие параметри кои што се поврзани со здравјето на простатата. Факт е дека бенигната простатична хиперплазија, која што е најчест проблем кај машката популација, секој втор маж ќе развие во текот на својот живот. Проблем кој што започнува со симптоми кои што се навидум минорни и навидум пациентите не придаваат некој големо значење, а тоа е најчесто намален млаз, зголемување на фреквенцијата во текот на ноќните периоди. Зошто е тоа така, повторно нема да навлезам. Важно е да пациентите доколку приметат вакви проблеми, веднаш да се обратат кон својот лекар, прво секако матичен лекар кој што ќе ги упати кон соодветна установа, односно кон уролог за понатамошни испитувања, нели? Така. А од секојдневната пракса, од кога нели сте вие дел од овој тим и од вашата работа, нели како уролог, колку можете да забележите дека се јавува почесто од порано? Постојано имаме пациенти. Така. Како имаме и нови, така имаме и постојани пациенти кои што доаѓаат редовно за скрининг, односно редовни контроли. Така. Кај дел од тие пациенти имаме успешен третман, кај дел од нив имаме влошување, па се нуди друг вид на третман, ќе зборуваме понатаму за видовите на третман. Не би можел да направам разлика, затоа што навистина како една од почестата уролошка дијагноза, ние постојано имаме пациенти. Може би евентуално во границата на возраст, сега дури може да забележиме и помлади пациенти кои што генерално имаат веќе зголемена простата. Комбинирана со некои други проблеми на урофлот, односно на уринарниот трак, може да дадат вакви проблеми со мокрењето, па треба дополнително да се види и да се направи проценка што понатаму и како би се реагирало за да им се помогне што повише и што подобро, да. Така. Значи кажавме дека има бенигна хиперплазија, значи зголемување на простатата, која што предпоставам не е нешто толку страшно. Така, самото име кажува дека е бенигна. Дека е зголемена и може само да биде зголемена, меѓутоа да нема некои проблеми. Што се презема тогаш и што иницијално како симптоми дали истите остануваат? Така, реков, овие пациенти малку и за стручната феѓа имаме, овие симптоми ги делиме на две групи, на обструктивни и иритативни. Дали ќе имаме почесто мокрење, почеста фреквенца, дали ќе имаме не до испразнување, не до измокрување, дали ќе имаме намален млаз, или воопшто пациентот може да се случи наеднаш да не може да мокри, сето тоа укажува дека веќе имаме проблем со простатата. Така. И тоа треба да се добро испита и да се дефинитивно дијагностицира дали е тоа така. Пациентот ќе се обрати кај уролог, така започнува нели скринингот. Так. Добиваме палета на испитување, батерија која што мора да ја направи, таа вклучува облигаторно ултрасонографија на урогениталниот тракт. Потоа се прави една комплет лабораториски испитувања кои што вклучуваат секогаш туморскиот маркер, простатичниот специфичен антиген, кој што многу ни е важен, и секако уринокултура која што и то како не е многу важно да се направи проценка на стерилноста на урина кај овие пациенти. Так. Ќе разговараме понатаму зашто е тоа сепак многу важно. Так. Од кога ќе се утврдат овие параметри, од кога ќе се види колку е голема простатата, дали е зголемена, висината на простатичниот специфичен антиген, тогаш во корелација со симптоматологијата кај пациентот може да биде од лесен степен, умерен, па се до тежок степен на дизурија, се аплицира и соодветна терапија. Дали биоделе моно, нели, како медикаментозна, најчесто користиме алфа-блокери во облик на тамсулозин, или пак ќе додадеме дополнителна терапија во облик на петири, односно тоа се инхибитори на тестостерон редуктазата, најчесто го користиме и во Македонија е дутастеридот, останува да се направи на лице место во проценка при преглед на овие резултати. Како и да е, дали ќе одиме со моно или комбо терапија за БПХ, тоа е дел од тој така наречен конзервативен медикаментозен третман. Доколку има потреба, имаме тука некои индикации кои што се поврзани со БПХ, ги делиме на релативни, на апсолутни, но се поврзани со тоа дали имаме почести инфекции кај овие пациенти, дали имаме создавање на калкулоза во мочниот меур, или пак се случуваат чести обструкции кои што завршуваат со поставување привремен или траен уринарен катетер,
Кој овие пациенти се препорачува хируршки третман. И тој веќе вклучува отворен, класичен пристап или пак мини-инвазивен ендоуролошки пристап, кои што вклучуваат во кој што се вклучени трансуретралната ресекција на простата, кој што е се уште златен стандард, или пак користење на лазерските видови на енергија за третман на простатата, како што е тулиумот, како што е холмиумот, и така натаму и така натаму. Значи имаме решение и тоа е се дел од ендоуролошките техники на решавање, хируршки техники на решавање на БПХ кај овие пациенти. Така. Кажавте дека нели има медикаментозен третман и хируршки третман. Од кога ќе се случи еден, да речеме, хируршки третман, што потоа, што им препорачувате на вашите пациенти? Секако треба додатна некоја контрола, претпоставам? И понатаму, затоа што при овие процедури ние ја отстрануваме само БПХ, односно бенигната хиперплазирана простата. Значи останува дел од простатата, односно капсулата на простатата. Така. Тоа значи дека сепак и пациентот и понатаму еднаш годишно потребно е да прави скрининг. Значи рееволуација. Так. Повторно едно ехо на уринарен тракт, повторно еден туморски маркер, ПСА, токму за да имаме континуиран фолоап на здравствената состојба на простатата. Тие пациенти исто доколку имаат проблеми кои што се поврзани со дизурични тегоби од типот на печење, при мокрење, често мокрење, крв во урина, секако дека ќе бидат дополнителни инвестигации потребни, како што е цистоскопија, како што е уринокултурата и екстра други испитувања кои што спаѓаат во групата на радиодиагностички имиджинг методи, како што е, например, компјутерската томографија. Така да, сето тоа се користи, се со цел да добиеме што поточна диагноза, а колку подобра и поточна диагноза, толку и подобар ефикасен третман. И сега ги споменавме симптомите, кажавме нели за зголемената простата, што се, како се третира и како се диагностицира, меѓутоа не ги напоменавме ризик факторите. Кои се тие ризик фактори, бидејќи кажавте еве и пред малку дека се извинувам, дека и помлади веќе лица од машкиот пол доаѓаат со ваков проблем? Освен генетската предиспозиција, која што секако е земена во предвид и автохтона, постои. Земена е полот, значи возраста, она што е исто важно, личниот стил на живот. Дали имаме физичка инактивност или пациентот е физички активен. Обезност, во стил на живот станува збори и храната. Сето тоа, физичкиот стрес, психичкиот стрес, сето тоа влие врз здравјето на простата. Така да тоа се едни од факторите кои што влијаат и секако треба да се земат во предвид. Кога кажавте физичка активност, дали тука можеме да кажеме дека и можеби преголемата физичка активност доведува до некој проблем? Во однос на здравјето на простатата, сепак не би можел да доведам во корелација. Се бара, значи, да имаме физичка активност. Така да препораките за промена на личниот стил на живот вклучуваат и зголемена физичка активност. Така. А колку тука игра и важна улога и машкиот хормон, тестостерон? Апсолутно. Директната корелација, механизмот на настанување БПХ е директно поврзана со левелот и висината на тестостеронот, како и осетливоста на рецепторите кон истиот. Да, во простатата се присутни рецептори кон овој машки полов хормон, поточно кон неговиот активен метаболит, ТХ-то, кој што директно влијае врз клетките на простатата и доведуваат до нивна хиперплазија. Така да, апсолутно, колку се поосетливи овие рецептори и колку е повисок левелот на тестостеронот, имаме поголеми шанси да развиеме БПХ, односно бенигна хиперплазија на простатата. Сега, тука би се надоврзала од што зависи висината на тестостеронот? Повторно, што се покачува тестостеронот? Повторно имаме генетски моменти. Добро, освен генетските? Да, кај потоа осетливоста на рецепторите секако. Добро. Личниот стил на живот, односно внесот на храна. Значи, сето она што го кажавме, сето претходно влијае, секако влијае, да. Добро. Сега говоревме за бенигна хиперплазија. Кој бил најмлад машки пациент кој што имал ваков проблем, дали се сеќавате? Зголемената простата, јас ја имам
лично кај мене, значи диагностирал кај пациент на 34 години. Тоа Да, има 37-8 грама од колку што ме држи сеќавањето, со некои лесни, неизразени симптоми, така да пациентот е на фоллоуап, значи на следење, и со фитохербална терапија, значи конзервативен третман. Во моментот немаме индикации да додиме со медикаментозен третман од типот на тамзолозин или пак дутастерид, но повторно напоменувам, постојано го се следиме и тоа е тоа. Докторе, ми се чини дека еве помина и месецот на женското здравје, можеме да забележиме навистина доста проблеми кај жените, дури нешто што е неспецифично, да кажам, а се јавува веќе дури и рана менопауза и климакс во пред 40-та година, што навистина порано не било тоа случај. Се согласувам, стилот сега на живот. Сега кажувате и за овој случај на 34 стилот на живот, години. начинот Дали на се исхрана? тоа што некако новиот начин на живот, сите граници влие и ги психичкиот поместува, стрес е број еден. Јас секогаш тврдам дека да, психичкиот стрес и то како влие, особено на таа оска на хормони во нашиот организам. Така да апсолутно имаме отворено и тоа е докажано дека тоа е така. Сега да преидеме на проблемот со простатата, која веќе има канцерозна појава. Знам дека горе-доле кога сме говореле за овие проблеми, дека симптомите се исти. Не може да се... Има ли некој поспецифичен симптом што може да укаже дека станува за канцер? Кај овие пациенти во зависност на прогресија на болеста. Најчесто имаме прво зголемување на пасато, кое што може да биде сразмерно, несразмерно, но секој зголемување повеќе од еден параметар 0,4, кај нас ни остава простор да се посомнеаме дека нешто се случува. Не секогаш зголемувањето на ПСА-то има нека определена специфичност и сензитивност, тоа ќе го ставиме на страна, не значи дека имаме карцином на простатата. Океј? Тоа сепак треба да го ставиме во понатамошните испитувања. Може да се должи на некоја воспаление на истата. И тоа треба да го анулираме. Затоа кога овие пациенти често знаеме да даваме антибиотски третман кој што трае подолго време, од 3 до 6 недели, пошто повторно правиме реавалуација на висината на ПСА и утврдуваме дали истото е намалено, ако е намалено е на иста висина или е зголемено. Исто така, освен ехо диагностика, кога овие пациенти постојано го забораваме, ова е стварно тривијално, не ќе да го спомнам повеќе, а тоа е дигиторекталниот преглед на простатата. Односно, народски кажано, ректалното туше. 2/3 од простатата ни се, по принцип, апсолутно расположиви за палпација. Секоја промена на самата еластичност на простатата, секоја промена на тврдоста на простатата, може да ни укажува дека имаме малигна алтерација. И тоа е одличен показател. Имаме и нови методи кои што може да се докаже карциномот на простатата. Тоа е спектрофотометријата со помош на така речената мултипараметриска магнетна резонанца на простатата. Каде што во однос на едни хемиски состојки, холин, цитрин и аденозин, се гледа дали имаме промена на вредноста на истите тие во ткивото на простатата. Потоа може да се заклучи во определен сооднос кој што се движи 2-3 наспрема 1, може да се заклучи дали имаме хиперметаболизам, односно место кое што може да биде суспектно за неоплазма, односно канцер на простатата. И сето тоа е супер се, но вистинското evidence base е секогаш со биопсија на простатата. Овие пациенти секако заслужуваат диагностика и им се препорачува да се направи трансректална биопсија на простатата водена под ехо, каде што се земаат повеќе парченца или цилиндри од простатата, од 10 до 12, понекогаш и повеќе, се обработуваат патолошки и потоа ја добиваме екзактната диагноза. Тоа е златниот стандард. Значи, сепак, на крај, повторно, биопсијата на простата го има последниот збор. Значи, таа кажува што точно се случува, да, и што треба да се направи. Дали е бенигна, дали се работи за хроничен простатит, или пак се работи за карцином на простата. Така, меѓутоа вака да разјасниме, сабе, слушав внимателно. Не секогаш, ако е покачана ПСА-то, не означува значи дека мора да се случува нешто лошо. Така. Значи мора првин да се согласува проследат сите овие работи
и да се види Секогаш треба оптимистички да гледаме така, кон зошто е тоа. навистина покачено, да. Ние Дали сме е? тука да помогнеме во секое време и апсолутно пациентите треба да знаат дека тоа не значи дека автоматски тоа е карцином на простата. Така, дека постојат можеби некои други причини кои што треба да се Така решат е. за да се нормализира. Затоа И велам. сега ако навистина постои канцер, што понатаму? Кај пациентот се прави стейджинг во однос на градусот, односно глисон градус се нарекува, тоа е патолошка верификација на степенот на недиференцираност на клетките на канцерот во простатата. Во однос на тој глисон скор се препорачува хируршки третман или се препорачува внимателно следење Така. или пак се препорачува само онколошки третман. Тоа се три модалитети кои што му ги препорачуваме на пациентот. Најчесто со низок степен се препорачува внимателно следење кај пациентот и тоа е тоа. Така. Доколку имаме овој среден степен на недиференцираност, се препорачува хируршки третман. Така. Тој хируршки третман исто повторно со отворена метода, класична операција на вадење на простатата, тоа е таа метода на отворена радикална простатектомија. Добро. Или пак имаме миниинвазивни лапароскопски интервенции, каде што лапароскопски се прави истата интервенција. Имаме и други видови типови на третман со користење на ладни, на топли извори, тоа е хифуто, тоа е криоаблацијата, ирадиационата терапија, брахитерапијата, но тоа сепак е оставен во друг домен на третман. Сега зборуваме за хируршкиот и ова е златниот стандард. Така. Ајде тука ќе се обратаме и до нашите гледачи, доколку имаат некое прашање во однос на овие проблеми со простатата и воопшто со машкото здравје, може да се приклучат во нашиот разговор, да постават прашање до мојот денешен соговорник, а тоа е асистент доктор Слободан Гормишевски, кој што е специјалист уролог хирург и ни доаѓа од Државната клиника за урологија. Докторе, дали во кој случај, како да кажеме, веќе доцна? Да. Кај дел од пациентите. Што не го посакуваме, нели? Да, кај дел од пациентите, за жал имаме и такви пациенти, каде што се случува да касно се јават на првиот преглед за простатата. Така. А кај дел од нив се случува да имаат првична симптоматологија, чудни неразјасневи болки кои што се низ телото по кичмата, околу карличната коска. Кај дел од пациентите првиот симптом е не можат да мократ. Така. Или пак наеднаш се јавува крварење или појава на крв во урината. Тоа се симптоми кои што може да ни укажат дека можеби нешто се случува со простатата. Самото тоа понатаму си води кон диагностика, си води кон лабораториски анализи, си води кон поставување индикација за биопсија. Секако доколку има потреба се прави фотоскен на скелет, кој што дополнително само верифицира. Да се увиди дали има некои метастази, претпоставувам. Секако дали имаме далечни промени кои што може да докажуваат на метастатски депозити предизвикани од овој карцином. Значи тогаш е веќе доцна. Ако се фати во оној дел каде што е во... Да, станува збор за напредната метастатска болест и како напредната така и има определен третман кој што е конзервативен, онколошки и пациентите го добиваат соодветно клиниката за онкологија при комплекс клиники Мајка Тереса. Така. Затоа и ние говориме денеска, нели, се со цел навреме да се реагира, уште повеќе што кажав тебе во случајот на оној ваш пациент кој што имал 34 години, а веќе има зголемена простата. Така да вие вака како од која година да почнат мажите да се доаѓаат на превентивни прегледи за да нели видат во каква состојба е простата? Кога е најдобро, бидејќи како што кажавме границите се поместуваат? Како европската така и американската асоциација на уролози има граница од кај што се почнува првиот скрининг. Првично беше на 55 години, па го намалија на 52, на 50, сега е намален на 49 години. Така да тој примарен скрининг го напомена, вклучува ехо, ПСА, дигиторектален преглед кај пациентот, уринокултура и секако она што е најважно разговор, кај што ќе добиеме прилично скапоцени, драгоцени податоци за здравствената состојба, односно начинот на кој што мокри пациент. Така. И секако изумив да напоменам метода која што исто повторно да напоменам е субјективна,
но е добра затоа што ни дава податоци за јачината на млазот кај овие пациенти. Се нарекува Урoflow, се утврдува максимален проток, просечен проток, вкупниот волумен на урина, резидуална урина, се што може да ни помогне да направиме проценка дали имаме лесен, умерен или тежок степен на дизурија. Така. Меѓутоа, со оглед на тоа дека, како што кажавме, границите се поместуваат, јас мислам дека би било добро и после 40-тата мажите да почнат да си направат, да. да Ова е си со одат на цел некој преглед, да се алармира Да. кај нив, да не чекаат да се случи нешто, па тогаш да дојдат на лекар. А особено и ако се помлади, па и ако чувствуваат симптоми кои што ги напоменавме, оние на почетокот, Апсолутно тогаш заклучува, веднаш да се заклучуваме дека консултираат со потребно уролог. е да се јават на преглед кај уролог. Така. Апсолутно. Има и други проблеми секако, али се биејќи зборуваме за БПХ, тоа е целта која што сакаме да направиме. Сега имаме уште време, а сакала да спомнеме и за ракот на тестисите, кој што е исто така доста застапен, за жал, и дури сме говореле, нели, во една прилика дури и кај помлади пациенти. Кои се тука симптомите? И што се причините, кои се факторите на... Така, за жал, оваа диагноза е почеста кај помлади пациенти. Има еден лимит кој што започнува некаде од 16-тата година, па се до 40-тата година, каде што имаме најголема инциденца. Но не е исклучено е над 40-тата година сме имале пациенти кои што се и повозрастни, но таму е многу поретко. Така. Почесто е на оваа возраст. Пациентите првично нешто зошто ги иницира да се јават на преглед кај уролог е напипале некоја грудка, некоја тврдина или пак можеби им отекол тестисот и тоа им е како иницијална капсула за да они дојдат и се јават на преглед. Зашто се работи. Да. Дали секогаш тоа може да биде канцер на тестисите или некогаш и некоја друга промена? Прилично неблагодарно, така, но факт е дека тоа е еден од првите податоци, знаци на кои што треба, особено оваа млада популација, да го вклучи алармот и веднаш, без одлагање, да се јави на преглед на уролог. Така. Секоја палпација, допирање на тврдина на тестисот, треба да го побуди алармот кај оваа популација. Значи, кога зборувам дека треба, мислам на апсолутно. И без одлагање да се јават на преглед. И оток исто споменавте. Оток секако. Сега ве прашувам, дали секогаш кога ќе дојдат кај вас со ваков симптом, се потврдува дека е рак на тестисите или може да има и некоја друга причина што може да предизвика некој таков симптом? Овој оток или оваа тврдина најчесто е безболна. Добро. Овие пациенти немаат болна осетливост. И ако не го напипаат, нема ни да знаат. Нема ни да знаат. Така да таа информација е многу важна за да утврдиме што понатаму. Добро. Секако заслужуваат овие пациенти освен физикален преглед. Мануелната палпација, они ќе добијат секако и палета испитувања како што е ехосонографија на тестисите на скротум. Ќе добијат повторно биохемиска анализа со параметри од туморски маркери кои што ни се многу важни да направиме проценка што се случува во моментот. Тие се многу важни, особено доколку се зголемени. Особено бета-ХЦГ-то, алфа-фетопротеинот и ЛДХ-то како посебен ензим кој што се јавува и се зголемува при вакви состојби. Еходиагностиката е автохтона. Таа е специфична и таа ќе ја прикаже промената доколку ја има. Но не ретко имаме ситуации каде што констатираме микролитијаза на тестис, тоа се мноштво на калцификати кои што се наоѓаат во тестисот, но не се верифицира неоплазија, односно промена. Тогаш мораме тоа да го евидентираме и да го заклучиме со помош на магнетната резонанца, која што е супериорна и го кажува последниот збор. Така. Потоа претпоставам дека се пристапува доколку она што е ваш домен. Се потврди иницијалната диагноза, тоа е работна диагноза, тогаш се предлага кај пациентот да се направи оперативен зафат, односно отстранување на тестисот, заедно со семената врвка, и секако да се испрати на патолошка до верификација, да се види за каков тип на тумор на тестис станува збор, дали се работи за семином или пак не семином, односно потекнува од герминативниот епител. Добро.
Сега, бидејќи претходно и напоменавме, дали е можно нешто друго да има, а да не е канцер на тестиса, да ги предизвика овие симптоми, Так. што би можело да биде тоа? Кај пациентите кои што дошли на пипале таква тврдина или топче, понекогаш се случува да диагностицираме сперматоцела. Добро. Тоа е циста на епидидимот, кој што може да имитира ваква формација. Так. Повторно ќе направиме меходиагностиката, тоа го расчистува веднаш во старт. Значи веднаш со ехо се знае дали веднаш во старт е тоа знаеме или дали не, па е тоа. дополнително се испитува. Така да пациентите може да бидат спокојни, имаме се што е потребно да се диагностицира, да се додиференцира и да се нормално спроведе соодветен третман. А отокот на тестисот дали е само специфично од канцер да отече или може да постои некој друг проблем? Понекогаш да, отокот на тестисот може да е поврзан со други состојби. Добро. Како што е воспалителни промени, но тие најчесто одат со црвенило, со болка, одат и со фебрилност, со големена температура. Так. Се случува наеднаш да отече тестисот. Така да имаме некои финеси кои што се специфични, ние како специјалисти тоа го знаеме и можеме да направиме дистинкција. Така. Знаете зашто ве прашувам, за да сите оние кои што не слушаат, за да знаат што е што, воедно и да не се плашат, нели? Да. Дека може да има и некоја друга причина, меѓутоа секогаш би било добро кога ќе се случи вакво нешто, нели, да се обратат кај вас како специјалисти, бидејќи вие тоа си го работите секојдневно и точно ќе утврдите за што станува збор, нели, за понатаму да се реши оној проблем кој што го имаат. Кои се другите проблеми кај мажите кога станува збор за машкото здравје, освен канцерот на Знаете, простата значи и често ракот на имаме тестисите? уринарни инфекции Так. кои што можат дел да бидат сексуално преносливи. Еректилната дисфункција е присутна, значи калкулозата на уринарен трак кој што е заедничка и за машкиот и женскиот пол. Малигномите на уринарниот тракт, исто така. Но, бидејќи сега зборуваме за машкото здравје, би сакал да се концентрираме на оној дел кој што ни е најважен, или на простатата, на тестисите. Тоа е она кој што во моментот ставаме акцент и затоа е Мовембер тука. Така, да, бидејќи е месецот, нели, на посета на машкото здравје, а и при тоа ова се прави со цел да се превенира, нели? Со цел да се зголеми самосвеста, така, како не сега. Да се зголеми свесноста и нели навреме секогаш и дури да не се чувствуваат нели симптомите, да се појде да се провери. Освен тоа што треба да дојдат нели кај вас да направите една проверка, како всушност во секојдневието да се однесуваат мажите и кога станува збор нели за во однос на храната и во однос на активностите физички, во однос на стресот, значи што се треба тие да променат во својот начин на живот, ако нели веќе говориме за стилот на живот, бидејќи како што кажавме делува на сите проблеми со здравјето, како да се превенираат, освен што ќе дојдат кај вас? Апсолутно. Првично кога разговараме за нашите дијагнози, односно кога станува збор за машкото здравје, физичката активност е број 1. Така. Значи се препорачува да имаме барем по 30 минути физичка активност во текот на денот. И се што би значило тоа? Бидејќи физичка активност пешачење, трчање, посета на теретана, возење велосипед. Така. Планинарење, значи секоја физичка активност е добро дојдена. Промена на стилот на живот не значи само промена на физичката неактивност во активност. Туку значи промена на стилот на исхрана. Ние сега сме сведоци. Што штети најмногу од исхраната на машкото здравје? Зголемиот внес на масноти, готова индустријска храна која што е богата со презервативи, со адитиви и така натаму, има улога во сето ова, особено во тој хормонален дисбаланс. Така да се препорачува колку што е можно во овие услови да имаме поздрава храна. Значи повеќе салати, повеќе пилешко месо, рибино месо, црвеното месо да се сведе на помал обем, така да тоа е генерално земено. И стресот некако да се психичкиот стрес максимално да. Има многу начини како тоа да се направи и секако еден од тие и физичка активност, рековме. Имате ли многу термини закажани сега месецов за преглед или се исто како и минатиот месец да прашаме претходно, ме интересира дали нашата амбуланта е преоптоварена. Значи функционираат 3 амбуланти. Во некои денови имаме и 4 амбуланти кои што во просек имаат од 30 до 35 пациенти дневно. Така видете го од прилика обемот колку е секој ден, значи од понеделник до петок.
И освен прегледите. Еве ќе направиме една статистика. Ако се 5 дена по 35, 5 по 3 150, 5 по 5 25, 175, ако се 4 недели по 175, значи Видите го обемот колку е. Да. Значи навистина голем. Тој е голем и ова е само поликлиничкиот дел, консултативен. Така, збориме само за кај вас. Консултативен дел. Ако Да. зборуваме за преглед во амбуланта кои што вклучуваат диагностички методи како што Тоа е веќе уште повеќе. инструменталната како што е цистоскопија, биопсијата, поставување на уринарен катетер, поставување Така. на JJ сонди кои што се дел од таа поликлиничка амбулантска дејност, тогаш бројот е поголем. Уште поголем. Да. Обемот исто и таму е голем, дневно се пресметани некаде од 12 па и повеќе интервенции во таа амбуланта. Така да тоа е сепак голем. Навистина голема бројка. Не ве прашав само да не заборавам за канцерот на тестисите, кога веќе ќе се утврди и ќе се отстрани. Така. Дали можеме да кажеме дека е тоа решен проблемот? Секогаш после хистопатолошката верификација, пациентот мора да посети онколог. Така. Според стејджингот, онкологот одредува соодветна терапија. Според видот на туморот, имаме соодветна терапија. Реков дали се работи за семином или дали за несемином, односно герминативен тумор, од тоа зависи и видот на терапија. Секако станува збор за хемотерапија. Еден од испитувањата кои што пациентот секако ќе ги направи е компјутеризирана томографија на дел од телото, тоа е конкретно на абдомен со ретроперитонеум, каде што ќе се види дали имаме некои далечни промени кои што може да идат во прилог на метастази. Исто како што говоревме и за канцерот на Так. простата. Значи И ако е од само тука- во делот на тестисот, так. тогаш се И решава. од тука зависи понатаму ние што ќе правиме и како ќе какви мерки ќе преземеме. Доколку имаме метастази во далечни ливни јазли, односно во ретроперитонеумот, кај дел од пациентите се препорачува, доколку истите не се повлечат со терапија, се препорачува хируршко решавање. Односно ретроперитонална лимфаденектомија, која што е прилично тешка интервенција, но во оваа ситуација мора да се направи. Така да сето тоа зависи од видот на туморот. Иначе генерално имаат добра прогноза, мора да напоменам. Така. Колку порано се открие, Так. толку имаме и секако подобра прогноза со оваа терапија. И те се надевам дека се тоа што го говоревме ќе биде во прилог на сите оние од машката популација што не следат, а нели како што напоменавте и од понежниот пол, доколку не следат, нели малку да делуваат на нивните сопрузи или нели синови, како и да е, значи оние кои што им се во домот, да бидејќи како што каже и докторот дека повеќе жените се иницијатори, па некако да делувате и на подигањето на нивната свест за машкото здравје, да појдат на превентивни прегледи, а уште повеќе што кога ги посочивме оние симптоми со доктор Гурмешевски, кои што ајде уште еднаш како за крај ќе ги повториме, веднаш да посетат уролог. За крај само уште еднаш симптомите кои што би можеле да покажат дека се јавува за некој проблем. Да, кога зборуваме за тоа, секое пипање на грудка, тврда, кој што е безболна на тестисот, да го пробуди алармот. И оток. И веднаш оток, било како, да го пробуди алармот, да пациентот веднаш се јави на доктор. Ако станува збор за простатата, значи често мокрење. Често мокрење, намален млаз, ноќно мокрење зголемено, секако одложено мокрење рековме, и сепак почестото мокрење во текот на денот. Така. Можат и то како да бидат показатели дека имаме зголемена простата. Без разлика на која возраст станува. Без разлика, да. Так. Докторе, ви благодарам многу за денес. Се надевам дека и се тоа што го говоревме ќе делува на свесноста за подигање на машкото здравје, за да се грижат повеќе за своето здравје, бидејќи се репризира емисијата, па се надевам дека со секоја реприза уште повеќе ќе делуваме на нивната свест за да се грижат повеќе за она што се вели машко здравје. Посакувам многу успеси во вашата работа и се надевам во некој следно издание повторно ќе проговориме за некоја друга тема, бидејќи како што кажавте, урологијата е широка гранка и опфаќа и споменавте и каменчиња во бубрезите и уроинфекции и други инфекции кои што се предизвикани од сексуално преносливи болести, па дури канцер на мочниот миор, ако не се лажам и така натаму. Благодарам многу за денес. Фала многу за поканата. Се надам дека помогнавме на вашите гледачи
значи секако и барем се надам дека во мала мера успеавме да им пробудиме љубовитност и да ги натераме да бидат многу повнимателни за своето здравје. Така е, јас се надевам дека е така. Ти благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе се сретнеме. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за вашето внимание. Ве оставам во добро здравје, имајте убаво расположение. Ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време и со нова тема се разбира и нов соговорник.